Тимовите ученици и нивните ментори кои остварија високи резултати на различни државни надпревари и се пласираа на меѓународни надпреварувања, беа примени од градоначалникот Љупчо Папазов. При тоа, тој се сретна со тимот роботичари The MacBot Pioneers од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, кој на државниот надпревар по роботика беше севкупен победник во сите категории. Ќе представува државата на светското првенство, што во мај ќе се одржи во Мароко. Градоначалникот Папазов организираше прием и за младите оратори од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, во кои е и Ивона Тодорова, победничка во категоријата најдобар оратор по избор на публиката на 11-та ораторска вечер што ја организираше Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Градоначалникот Папазов го прими и најмладиот програмер, ученик во Основното училиште Свети Кирил и Методи, седмоделенецот Владимир Грчев. Тој веќе 4 години учествува на надпреварите по информатика и покажува изворедни резултати. Годинава на државниот надпревар по информатика програмирање, Владимир Грчев ја освои првата награда со 172 поена повеќе од второпласираниот надпреварувач. Следниот чекор за Грчев ќе биде Македонската јуниорска олимпијада, на која е првопоканет, односно е надпреварувач со најмногу освоени поени. Ученичката Ивона Тодорова, која годинава ќе биде матурантка по економија во Средното општинско училиште Љупчо Сантов, победи на 11-та ораторска вечер, што ја организираше Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Со својот настап, таа ги освои гласовите на публиката и беше прогласена за најдобра и меѓу средношколците и меѓу студентите. Сите ние младите имаме мислења, имаме ставови, но главниот предизвик и клучниот момент е да се собере храброст да се кажат јавно и гласно. Мене ме охрабрија мојот ментор, професорот Александар Димитровски и општо професорите од моите училишта, кои што ми дадоа огромна поддршка. Од тука ја собрав правичната храброст. И сега какви очекувања имав? Да бидам искрена, не целев кон победата, не целев кон наградата. Најважно за мене беше да се слушне она што имам да го кажам, бидејќи навистина сметам дека е една важна порака која што треба да се испрати до општеството, до младите во нашето општество, а и секако до повозрастните. Бидејќи имало многу ситуации, еве сега сум 4-та година кога ќе ме прашаат каде ќе се запишувам, кога ќе кажам дека моето образование ќе го продолжам во Македонија, во нашата држава, особено кај повозрастните генерации има како некоја доза на разочарување. Па зошто перспективно дете дека можам да продолжам во странство и сметам дека тоа е она главното кое што треба да се искорени, дека треба да се ценат младите и да се поддржуваат кои што ќе одлучат да останат овде. Името на мојот говор е солзите на мајките. Јас сум единствено дете дома, немам брат, сестра и кога разговарам со моите каде ќе одам на факултет, дури и кога имаше моменти кога размислував за странство, ја гледав таа тага во очите на моите родители и тоа ми беше вистинската инспирација и мислам дека баш затоа е мотивен говорот, затоа што ништо не е изглумено, се е од срце. Колку и жално да звучи, еве главен мотив на нас младите ни е токму таа огорченоста, токму таа болка која што ја доживуваме од солзите на нашите мајки и јас сметам дека секој млад човек треба да направи се што е во негова моќ за да ги сопре солзите на неговата мајка. Тодорова истакна дека се уште нема конкретни планови каде ќе го продолжи образованието по завршувањето на матурата. Сепак, нагласи дека определба ќе биде да остане во Македонија. Каде понатаму, дефинитивно во нашата Македонија, но се уште се размислувам, немам уште конкретно изберен универзитет, но ќе биде овде. Затоа денес јас стојам овде, пред вас. Затоа што одбивам мојата мајка да ја видам како кришом брише солзи бидејќи заминувам. Стојам овде пред вас затоа што мојата генерација одлучи дека борбата што току започнува. Плашете се, бидејќи ќе ја војуваме до крај, до победа. И ви ветувам дека ние ќе победиме, затоа што иднината е наша. И покрај се друго што украдовте, неа не ви ја даваме. Во организација на Ротари клубот Камен мост од Скопје и коорганизација на Ротари клубот Кочани Виница и Ротари клубот Велес,
Во саботата во меѓународното средно училиште Нова во Скопје се одржа 11-та Ротари конференција за професионална ориентација на средношколците. Ротари клубот Кочани Виница традиционално е коорганизатор на овој настан. Годинава беше обезбедено присуство на 50 на средношколци од Кочани и Виница. При тоа, од Ротари клубот упатуваат благодарност до директорите на средните училишта од Кочани и Виница за помошта при организирањето на патувањето до Скопје, како и за професорите кои ги придружуваа учениците, како и на самите ученици кои учествуваа на конференцијата. Од Ротари клубот Кочани Виница очекуваат дека ќе им помогнат на средношколците во една од најбитните одлуки во животот, да ја изберат нивната идна професионална определба. Во тешка сообраќајна несреќа што се случила во неделата вечерта во близина на италијанскиот град Ница Монферато, загинале 4 лица, од кои тројца се македонци, сите на околу 30 годишна возраст. Според првичните информации се работи за наши иселеници кои потекнуваат од Пеклани, Саса и Македонска Каменица, а четвртиот загинат е 23 годишно лице од градот Асти во Италија. Во сообраќајната несреќа дошло до судир на 2 возила, при што тројцата македонци патувале заедно во автомобил марка BMW, додека момчето од Асти по потекло од Мароко било само во автомобил Туран. Увид и истрага на местото на несреќата направила италијанска сообраќајна полиција, која не ги соопштила идентитетите на загинатите, но потврдила дека дошло до силен директен судир, при што немало преживеани. Од Министерството за надворешни работи ја потврдија трагичната сообраќајна несреќа, при што ги соопштија и идентитетите на загинатите. Се работи за 33 годишниот ЗС од Македонска Каменица, 31 годишниот АК од селото Саса, како и 30 годишниот ВИ од селото Пекляни. Представниците на македонскиот конзулат и амбасадата во Италија веќе стапиле во контакт со дел од семејството на починатите и ќе бидат на располагање за асистенција во врска со преносот на телата од Италија, истакнуваат од Министерството за надворешни работи. Викендов се одиграа првенствените надпревари во втората и третата фудбалска лига и третата кошаркарска лига во која настапуваат екипи од Кочани и Виница. Во третата лига Исток се одигра 17-то коло, во кое Осогово како домакин во дербито со Овче поле забележа победа од 2:0. Со тоа жолто-сините направија разлика од 8 бода пред Светиниколчани, кои им се директен конкурент во борбата за освојување на првото место. Домашните дојдоа во водство уште во 21-та минута со погодокот на Пешевски како најава за победата на својот тим. 10 минути подоцна прецизен беше и Ѓоргиев, кој ја затресе мрежата на гостинскиот голман Димковски и го постави конечниот резултат. Во второто полувреме фудбалерите на Овчеполе заиграа поангажирано и имаа можности да постигнат гол, но тоа не им успеа. Пред самиот крај и домашните фудбалери создадоа неколку 100% шанси за да го зголемат водството, а најсериозен беше ударот во 89-та минута, што заврши во десната статива. Со новите 3 бода, жолто-сините имат вкупно 44, со што обезбедија настап во баражот за влез во втората лига. Во следното коло ќе гостуваат во Пробиштип против Рудар, кој со 21 бод е на 7-то место на табелата. Во првенството на втората лига се одигра редовното 23-то коло, во кое Слога 1934 на домашен терен со битолски Пелистер конечно ја прекина низата порази играјќи нерешено 1:1. Со тоа, надежите на виничката екипа да оствари резултат со кој ќе остане во борбата за опстанок во лигата се потврдија. Пелистер прв дојде во водство со голот на Маневски во 24-та минута, а со таков резултат заврши и првиот дел од надпреварот. Во второто полувреме, домашните играчи беа поангажирани, но дури пред самиот крај на надпреварот во 84-та минута со погодокот на Михаил Воинов, кој беше негов првенец, стигнаа до целта да останат непоразени. Иако се уште се во критичната зона на предпоследното 15-то место, сепак зад конкурентот Тетекс заостануваат само 1 бод. Во следното коло Слога ќе гостува во Струмица на надпревар против Беласица, која со 32 бода е во средината на табелата. Во првенството на третата кошаркарска лига се одигра последното редовно 18-то коло пред почетокот на плей-офот.
Баскет Дино Деликатес не успеа да обезбеди пласман во разигрувањето за влез во втората лига, откако на гостувањето во Скопје против Вардар доживеа пораз од 109 спрема 91. Наместо нашите кошаркари, на четвртата позиција се најде екипата на Струмица, која на домашен терен го совлада Спорт Тим од Неготино и обезбеди пласман во плейофот. Момчињата на тренерот Александар Диванисов заслужуваат честитки за досегашниот успех во првенството, особено што во третолигашкото друштво играа за прв пат и веднаш се вмешаа во борбата за врвот. Нов успех постигнаа членовите на карате клубот Партизанот Кочани на државното првенство за деца на возраст од 10 до 13 години, што во саботата се одржа во Крива Паланка. Нашиот карате клуб настапи со 9 надпреварувачи, сите во категоријата борби. При тоа освоија 6 медали, од кои една сребрена и 5 бронзени. Лана Манасиева во категоријата до 35 килограми за каратистки родени 2012 година го освои второто место. Лина Спасова, Божидар Трајчев, Леон Стефанов, Јован Арсов и Владимир Трајков се закитија со бронзени медали во категориите од 30 до над 55 килограми. Сите освојувачи на медали изборија и пласман во репрезентацијата на Македонија. Тие ќе ја представуваат нашата држава на предстојното Балканско првенство за деца од 10 до 13 години. Првенството ќе се одржи кон крајот на мај во Хрватска.